Тимот на Башкими успеа да слави на домашен терен, но и да ја запре победничката серија на Силекс, откако повратникот во елитата беше подобро со 2-1, а пред тоа играше и соиграч помалку на теренот. Голманот на Башкими, Амир Јашер, вели дека надпреварот бил тежок. Додо дека рано добиле црвен картон, но покажале карактер бидејќи повеќе сакале победата. Тешка, да. Сега го игравме со екипата која нема пораз, која има примено само еден гол. Ја сакавме повеќе победата, изгинавме на терен, рано добивме и црвен картон, покажавме дека имаме карактер, дека сме екипа која треба да иде горе, која ќе се бори за Европа, и трите бода остана во Куманово, остана за публиката и остана за нашите навивачи. Искусниот голман Амир Јашер беше на висината на задачата и успеа со неколку клучни интервенции да донесе 3 бода за неговиот тим и со поврата на раката. Па да, беше тешка топка, ја одбранивме и со раката ја погодив стативата, раката ми е моментално потечена, но до крај мораше да издржиме и да остана трите бода во Куманово. Башкими меѓу прволигашите со најмногу публика на стадионот, силната поддршка од трибините уште не фактор плюс кон одличните резултати кои ги прави тимот од Куманово. Секогаш, значи Куманово живее за фудбалот, нашите навивачи не поддржуваат сегде и дома и во гости, значи пред оваа публика, атмосфера, греот е да не се победи. Како со таа поддршка и без играч помалце бевме и со таа публика ни даваше ветер во грб. Силекс после 5 победи во низа го доживеа првиот пораз, откако загуби во Куманово. Искусниот Дарко Додев, кој го носи дресот на Силекс, вели дека не биле на нивното ниво за надпреварот во Куманово. Прво честитки на домашната екипа за победата. Едноставно не бевме на нашето ниво, некои 65-70 минути и беше многу тешко да се вратиме. Ги понесе атмосферата, имаат одлична публика и мислам дека се екипа која тешко дека некој домаќи ги победи. Силекс имаше 30 на минути играч повеќе на теренот, но сепак не го искористи тој момент, а Додев вели дека веќе фокусот е на следниот меч. Да, точно така, имавме неколку шанси кои за жал не ги претворивме во гол, но мислам дека сега е време да се фокусираме на нашиот следен надпревар, а тоа е Струга и нема тука што ние имавме 5 од 5, за жал ја прекинавме таа серија и тоа е тоа. Екипата на Македонија Ѓорче Петров на домашен терен славеше со 2-0 над Брејара Струмица, со што лововите забележа втор сезонски триумф. Денес на програмот во вредното 6-то коло во првата македонска фудбалска лига се два надпревари. Дербито го играат Струго Тремлу Мишкендија, Тиквешки игра со Шкупи, а пак утре Арсимеки го пречека Вардар, а пак Работнички бара прво сезонско славие против Пелистер.